Во просек од 20 до 30% помалку деца ќе тргнат во прво одделение во 4 општини на крајниот исток, во споредба со родените деца во 2010 и јануари 2011. Во Дедо Илјо Малешевски во Берово по список требало да се запишат 94 ученици родени 2010 и 7 родени во јануари 2011, но училиштето очекува да се запишат само 80 ученици во Централното училиште и во Подрачните. Оваа година во училиштето во Мачево ке нема прваче. Моменталната состојба до денес во Берово имаме запишано 34 ученика од планирани 61 ученик. До сега бројката задоволува да бидат формирани 2 паралелки, а оваа година имаме намален број на правачиња. Се уште конечната бројка не можеме да ја кажеме, бидејќи уписот е во тек, но по наша статистика, наши ведување, цениме дека 20% бројот ќе биде надолу. И во деветолетката во Пехчево е слична состојбата. Овде од планираните 48 првачиња, досега се запишале само 26. Состојбата не е поразлична и во Делчево. Двете деветолетки ќе запишат само 136 првачиња, бројка која сепак е поголема од лани за 20 ученици. Ова година може исто така да се пофалиме дека имаме доста прводеленчиња запишени, околу 75, кои што ќе ни помогне, значи, барем добри 3 паралелки да запишеме во прводеление. Во споредба со лани, скоро 10 деца повеќе. Во Македонска Каменица годинава ќе има 60 првачиња, додека 32 првачиња наместо во Каменичката деветолетка, образованието ќе го продолжат во странство. Голем проблем последните години е осипувањето на учениците во текот на школската година, што е класичен показател за иселувањето. Од минатата учебна година до денес, нашето училиште го напуштиле 21 ученик, но имаме 6 ученика кои дошле од други училишта и се запишани овде кај нас. Значи, бројот од минатата учебна година до денес е намален за 15 ученика. Немаме големо отсипување, неколку 5-6 ученика роми кои што се иселија во странство, чии родители веќе беа во странство, си ги повлекоа своите деца. Формирањето паралелки со помал број ученици повторно ќе се најде пред општинските совети, кои ќе треба да дадат амин за формирање паралелки со помал број ученици од законски дозволениот 24 ученици, одлука која ќе треба да го спаси наставниот кадар од технолошки вишок.